Еве, непочитувани гледачи, во оброкот на денот и денеска на моје огромно задоволство, а веројатно ќе биде и на ваше, ги имаме вештите жени со кои што си имаме одлична соработка. Вештите жени ширум Македонија секој знаат да изненадат со убави рецепти, со оригинални идеи пред се, но и се разбира со се оно што ни го приготвуваат во склоп на нашата емисија. Денеска имаме и плюс повод со овие вешти жени со кои што разговараме, а ни се дојдени од Гостивар, затоа што во недела токму таму ќе се случува еден интересен надпревар, се разбира, кој што вештите жени редовно си го прават низ Македонија, овој пат во Гостивар и традиционално веројатно ќе има навистина убави рецепти, веќе се подготвувате сите вие кои што сте дел од вешта жена. Прво, добро дојдовте. Добри, расположени, добро е, позитивни. Ете така, и денеска подготвени вешто да сработиме, односно да направиме убава рецепта, но пред се, низ оние фотографии кои што ќе го илустрираме разговорот во продолжение, ќе ги информираме и сите оние кои што се од Гостивар околината, сите оние кои што ја сакаат храната, сите оние кои што ги следат вештите жени, а сакаат да присуствуваат на овој надпревар, како и што всушност ќе може да се види. Но прво, да не заборавам да ве представам Мирјана Србиновска, организатор на Вешта жена Гостивар, и до неа ние Менка Станковска, учесничка во надпреварот. Така. Ајде да почнеме од некаде. Пред се ви благодарам на поканата што не поканихте да бидеме гости во вашата емисија. И можеме да кажеме дека оваа година навршуваме 30 години од постоење на Вешта жена, така да славиме јубилеј, 29 години откако постоела Вешта жена во Гостивар. Нека ви среќен јубилеј. Ви благодарам. Значи тоа се организирало некаде 3-4 години, па потоа имаше еден период каде што беше во прекин и последниве 10 години, значи активно ја обновивме Вешта жена во Гостивар, значи јас и мојата пријателка Даниела Мицовска, значи ние заедно бевме, да искористам приликава да ја поздравам и Данче, таа моментално не е сега тука, она е во Германија, ама за наредните манифестации се надевам дека ќе биде тука. А исто така да ја поздравиме и нашата виновничка за Вешта жена што постои во Македонија, председателката Снежана Жана Стојановска, значи она е најглавниот виновник за Вешта жена. Поздрави од нас до Жана и да благодариме за соработката која што си имаме. Така, исто да ги поздравиме и тимот на Вешта жена во Гостивар кој неуморно работевме за да се организира манифестацијава. Ми спомена околу 15 на вешти жени од Гостивар активно вклучени како надпреварувачки, но многу поддржувачки од самиот град. Впрочем и во секој град во Македонија. Така, значи во Гостивар членуваме некаде околу 15-16 активни вешти жени, а поддржувачи имаме многу. Значи ние една манифестација кога ја организираме, посетеноста е навистина голема, сигурно 200, 300, 400 посетители. Така да има заинтересираност, има. Добре, колку трае една манифестација на еден надпревар? Ако има 200 подготвени рецепти, па тие треба да се видат, па да се вкусат, да се проба, па да се сликаат, да се презентираат. Така, тоа бара време. Така, значи бара време. Еве, оваа година во Гостивар ќе се одржи манифестацијата на 3 април во ресторан Сајгија од 17 часот. Значи посетеност има над 250 души досега се пријавени. И оваа година учествуваат 7 надпреварувачки, со тоа што 4 надпреварувачки се во општински надпревар и 3 надпреварувачки се во Гран При втората дисциплина, каде што се борат за бронзен медал. Значи на маса број 1 во Гостивар ќе се представи Билјана Максимовска, значи она е втора година учесничка. На маса број 2 Јулијана Златановска, она ни е прва година учесничка. Весна Пачукова, она исто е прва година. Таа собрала храброст од оваа година. Да, прва година учесничка и Наташа Србиновска, втора година учесничка. Со тоа што во Гран При втората дисциплина учествуваат 3 надпреварувачки, Елизабета Питулкова, она трета година е надпреварувачка, Менка Станковска прва година надпреварувачка, така и Сашка Секуловска, она е прва година надпреварувачка. Со тоа што Елизабета Питулкова 3 години учествуваше во оваа година, трета година учество, ќе се здобие со бронзен медал. Значи за прв пат во Гостивар ќе се додели бронзениот медал на Елизабета. А која е разликата сега на општински Гран При
Во што е разликата? Разликата е во тоа што 3 години учесничка, па потоа 3 години е во жири, па после 3 години повторно се надпреварува, тоа е втората дисциплина во Гранд При, за бронзен медал, па 3 години повторно е жири, 3 години се надпреварува за сребрен медал, 3 години во жири и 3 години за златниот медал. Добро, а што се однесува до подготовка рецепти, они си имаат слобода, треба да биде тоа главно јадење, десерт и така натаму, или? Да, значи треба да се состои една маса за да се сервира, треба да се состои прво од сервирањето за 4 особи, значи треба да има тањири, прибор, чаши, значи комплетно тоа, а храната е пред јадењето е замислено, значи имаме главно јадење и десерт. Али темата си ја избираат самите учесници. Тематска маса. Си размислува како да декорираме и масата во склоп со јадењето кое што го прави. Браво, наистина оригинално и одлично. Имавме можност да видиме дел од масите кои што нели низ фотографии ни ги испративте вие. Сега ајде со нашава маса да направиме нешто, да ја раздвижиме. Така, да, Менка, знам дека имаш трема, но нема тука трема во нашава емисија. Ке ми кажеш прво колку време си ти дел од Вешта жена, што те натера и, впрочем, како е пред се дружењето, а потоа и нели самото учество во надпревари. Па, јас сум од како што ја обновивме Вешта жена. Ние сме првата генерација. Да, првата генерација што почнавме ние после паузирањето. Учествував 3 години, па паузиравме во жири и сега годинава се надпреварувам во Гранд При и многу е убаво. Пред се има многу големо дружење, размена на пријателства, рецепти, многу убави работи. Така. Но и верувам дека одзема и време сето тоа. Сепак една жена која што треба да со работните обврски, домашните обврски, веројатно треба и многу за да одвои време и да се пронајде нели во оваа активност. Епа, ајде да кажеме прво што намирници и што ќе подготвуваме и да почнеме, па ќе си го продолжиме разговорот. Ајде прво со соленото да почнеме. Вака, јас подготвувам солен ролат со палачинки. Тестото е со спанач, јајца, брашно и јогурт. Палачинките се, морам да ја поздравам мојата тетка Зеда. Рецептот е нејзин и многу убав. Брашно, јајца. Палачинките се стандард како за палачинки, а ова тесто само ми ги спомна на мирниците, потоа се пече и толку. Се пече, да. Се пече и се дели на два дела кората. Со тоа што се филува со павлака, мајонез и малце презла. А палачинките се полнат со сувомеснат. Можеш да ми го подадеш само да презентираме дека имаме нели сувомеснато и тоа ни е дел од рецептот. Мораме напред за да се види. Добро. И сега треба нели да завршиме рецептата, односно веќе ни се подготвени заради време, палачинките, испечено тестото и се ова што ни е потребно како филм направено, приготвено. Сега да го издекорираме, односно да довршиме рецептата, нели? Добро. А ние овде ќе правиме нешто благо, така? Така, значи, пошто веќе се постите великденски, денеска ќе приготвиме еден посен ролат постна штрудла со кори и пржени јаболка со шеќер. Значи, ни е потребно 3 до 4 кори и некаде околу 2 до 3 јаболка испржени со околу 150 до 200 грама шеќер и масло за прскање на корите. Така, добро, може да си почнеме, нели да презентираме. Јаболката веќе ни се готови, еве овде во тегла, рековме неколку јаболка со шеќер, да, по прилика зависно од големината на јаболката. Па пржени да бидат затоа што јаболката пуштаат вода и да се испари водата за да може да биде густа смеса за да се направи како ролат. Така. Значи во исто време со вештите жени од Гостивар приготвуваме две рецепти. Една блага, една солена. И ви презентираме, само ке ме извинеш, јас малку, еве вака, за да може да снимат работата. Извини, после се разбира прилагоди си
за работа како ти одговара. Значи ги попрскуваме со масло. Тоа е брзо и едноставно. И веројатно лесни со овие рецепти. Да, лесни и брзи и на младите едноставни. домакинки, нели, на младите дами кои што сакаат да поднаучат и да се приготват нешто дома. Верувам нема да им биде проблем да... Па не, тоа е толку брзо и лесно што може секој да го приготви. Така, сега ќе ставиме од филот од пржени јаболка и ќе го собереме во ролат. Ми спомна етно вешта жена и сакам за тоа малку додека приготвуваме да те потпрашам. Која е разликата од нели ова, ајде да го наречеме стандарден надпревар и етно вешта жена? Покрај вешта жена што ја организираме, значи прво на општинско ниво, па потоа таа што ќе победи на општинско ниво се надпреварува на републичко ниво, значи меѓу сите градови каде што се организира вешта жена. Со тоа што етно вешта жена е малце подруг карактер, каде што таму се приготвува една маса, значи сите учеснички приготвуваат една маса со традиционални јадења, и солени и благи, значи што викаме месено и сукано. Така, потрадиционално. Храната оди на лицитација, значи се лицитира. Средствата што се собираат од лицитацијата на храната се наменети за децата со посебни потреби, значи хуманитарно ги посетуваме на 3 декември кога е денот за децата со посебни потреби, а дел ги наменуваме за патувањата, значи од цела Македонија вештите жени патуваат на мини одмор и тие средства ги наменуваме за тоа. А покрај етно вешта жена што ја организираме, значи имаме и републичка етно вешта жена која што минатата година се организира во Гостивар, ние бевме домаќини. Како се одредува, на пример, во кој град треба да биде... Еднаш годишно го организирате? Да, еднаш годишно. Во кој град ќе биде организирана републичка етно вешта жена? Како се крши погача со паричка и тоа се дели на сите организаторки. Кај која организаторка ќе се падне паричката, значи наредната година е домаќин. Така да ние минатата година бевме домаќини, пошто кај нас се падна паричката и ние ја организиравме во село Зубовце, во Гостивар, во црквата Света Марена. Еве да ги поздравам и одборот, црковниот одбор на село Зубовце и сите мештани од село Зубовце, затоа што преголема поддршка ни и ни излегува, значи, во сусрет за да се организира оваа манифестација. И верувам дека барате и оригинални идеи и за место, нели? Да, значи тоа претежно се организира во цркви, манастири и сега на таа манифестација е малце поразличен карактер. Секој град од каде што има вешта жена, значи имаат штандови, се продава храна, исто етно храна. Парите што се собираат од продажбата на храната се наменуваат за црквата или манастирот, зависно каде се организира, се наменуваат за нешто што им е потребно да се направи со тие средства. Ние ги наменивме средствата во изградба на ограда за скалите кои водат до црквата Света Марена. Значи, од подруг карактер него вешта жена. Но сепак донаторски. Така, значи оваа година, пошто минатата година беше кај нас, а оваа година, последната недела од мај, ќе се организира во Кочани, бидејќи паричката падна таму, во Кочани. Добро, два кочанчанки. Сега они ќе бидат така. Имаат ли веќе одлучено која локација? Тоа ќе биде, мислам, во црквата Свети Пантелеймон во Кочани, така да последната недела од мај сме гости кај нив. Исто така работи си да не те одзимам време. Не, тоа е веќе при крај. Добро. Затоа поспоро работиме за... Ако, добро. Да, и би сакали за овие останатите, извини што да ги поздравам и да се заблагодарам на нашите генерални спонзори Диго и Слогапром, кои секоја година не поддржуваат нашите манифестации. Овие датуми кои што ги гледам овде се предпоставам за другите вешти жени, односно на превари. Ние веќе ги имаме датумите за месец април, каде ќе се организира вешта жена. Значи, како што најавивме, 3 април е
вешта жена во Гостивар. Само извини само, ќе ги споменеме сите за Гостивар конкретно, бидејќи е сега во недела. Може било кој сака да присуствува на надпреварот? Значи може да присуствува кој сака како гостин. Има билети, карти? Да, значи картите се пуштени во продажба и веќе се и при крај. Значи има заинтересираност. За учество, значи мора да се пријави секоја... Да, добро, за учество веќе е завршено пријавувањето. Зборувам за жени, луѓе, кои што граѓани кои што сакаат да Така, може од сите градови може да бидат гости на нашата манифестација. Колку часот почнува? Од 17 часот е во ресторан Сајгија. Добро. Следите рековме 8-4. Така, 8-4 е во Кочани вешта жена, 9-4 е во Македонска каменица и 17-4 е во Кичево и Прилеп. А следната недела среда се овде, во емисија. Се надевам. Да, добро. Ајде да видиме докаде сме со подготовката. Значи, еве, ролатот е готов и сега треба да се носи на печење. И откако ќе се испече, така. Откако ќе се испече, се сече и сервира. И се сервира. Тоа ти е телевизија. Одма е готов. Само малци ќе го декорираме. Со шекер. Со шекер во прав, да. Стандард. Прекрасна пита од јаболка. Има ли нешто поубаво? Посна, едноставна, брза, може секој да ја подготви. И вкусна. И вкусна, да. Ето така. А, бога ми, ова соленово излезе специјалитет. Одлично, види како оригинално. Сепак, великденските празници се тука и мислам дека стварно секоја трпеза би заслужувала една ваква солена торта. Така. Може само вака да свртиме, да ја прикажеме, ето така, а потоа ќе сервираме. Само чисто да ја снимиме. Ето така изгледа внатрешниот дел, прекрасно. Добро, може на брзински да ја сервираме. Секогаш овие рецепти си бараат, нели, внимание и време и така натаму и пред се љубов. И пред се љубов, да. Уште малце да го дедекорираме. Да, слободно. И ќе завршиме. Значи, почитувани гледачи, ова ни се вештите жени од Гостивар, кои што и денеска се одлучија за оригинални рецепти. Рековме, првата беше солен ролат, еве сега се декорира, а со јаболчиња се додекорира и штрудлата од јаболко. Како што треба да биде вкусно за јадење, значи треба да биде и за изглед. Така е. Па да, очите прво. Па да. И уште еднаш да споменеме, во недела имате надпревар во Гостивар, вешта жена, споменавме во 17:30, поканети сите оние кои што се љубители на храната. Така. И сите оние кои што сакаат и да се готват, да се видат па и некоја интересна, оригинална идеја. Па да, па види и од... Да се посоветуваат, верувам дека може тоа да го... И од гостите што доаѓаат на вешта жена, секогаш прашуваат за рецепта, па како ова е направено, па има интерес. Да, веројатно и ќе добиете одговор, така, совет. Точно. Ова прекрасно изгледа. Едно до друго, да ги снимиме. И овдека ќе ви се заблагодарам многу за одвоеното време, за овие прекрасни рецепти. Ви посакувам успеси и да се гледаме за убави работи. Секако ви благодарам и на вас. И пак да ни дојдете. Се надеваме ако не поканите. Така е, секогаш поканата отворена. Вештите жени беа денеска во оброкот на денот во нашата телевизија, овој пат од Гостивар